ќе ве раскажам една од моите поумилени Исидора книги, Изидора и звездата Пајлак. Вселената е волшебна, магична и бесконечна. Сите луѓе, па дури Исидора, сакаат да откријат кои тајни ги крие. Исидора доби домашна да направи проектот за Вселената. Исидора, бидејќи е многу уникатна, сакаше да има најдобрата и најпосебната домашна, но малку била загрижена дали ќе успее да ја напише, бидејќи сите нејзини другарчиња веќе имаат идеи што ќе прават, само таа уште се мисли што ќе направи. Тоа го приметиле нејзините родители. Кога Исидора им кажа што толку многу ја мачи, таткото на Исидора веднаш и кажа дека ќе ја помогне. Тој е вампир и бидејќи е вампир, цела ноќ тој останува буден и си најде активност цела ноќ само да го наблюдува небото низ неговиот телескоп. Кога стигна на местото кај што таткото на Исидора најчесто гледа го наблюдува небото, само што дрна низ телескопот видела нешто мало како светка и паѓа на земјата. А после видела нешто уште поголемо, уште посветкаво како падна на небото. Исидора и татко ли беа толку многу љубопитни што беше тоа, што веднаш отидоа облизнаа паркот, односно таму најблиску падна втората звезда Пајлка. Кога стигнаа во близина паркот, гледаа едно девојче. Нејзиното име беше Нова. Таа има долги антени со звездички на нив, светкава кожа и таа е од друга планета. Таа дошла на Земја да го најде нејзиното палево маче Плутон. Тоа додека играа брканица, отиде премногу близко до Земјата и паднаа со помош на гравитацијата. Исидора и татко и пробаа да го најдат, но бидејќи било многу касно, ја поканија кај нејзе дома да преспие само оваа ноќ. Кога стигнаа таму, таткото на Исидора им направи тост со кашкавал. На Исидора изненадувањето, Нова веќе знаеше што е тоа кашкавал и тоа да се пофали што малку они кои имаат највкусниот кашкавал во Вселената, месечевиот кашкавал. Кога веќе се спремија за спиење, Исидора не можеше да спие толку добро, бидејќи Нова има толку светла кожа, што целата соба ја засветли. Наредниот ден Исидора и кажа на мајка ѝ дека најдоа светлечка вила и мајка и кажа дека она кога била мала и многу се дружела со светлечки вели. Решиле после кој Исидора ќе се врати од училиште да го најдат мачето на Плутон. Како се спрема Исидора за на училиште, реши да ја земе и Нова со незе. Нова ја објасни дека малци ја страф од луѓето да не откријат каде живее и да не ја повредат нејзината планета. Доколку сакате да знаете што се случило понатаму, дали го најдоа мачето на Нова Плутон, ќе откриете доколку ја прочитате книгата Исидора и звездата Пајлка.